нешто многу важно сега да ви кажам. Вака, Рој Бюкенен, еден од тие убаите големите. Сега, кога слушам музика, ми се јавува еден проблем, неколку проблеми всушност. Првиот проблем е ми бара блузов ракија. Арно, ама, ракијава бара мезе. За среќа има решение за овој проблем. Прво, осоговско овчко. Ама ова, ако не сте го пробале, не знам зашто живеете. Вилушка, заборави, веднаш се враќам. На здравје. Што заклучуваме од следното видео? Блузот бара ракија. Ракијата, за среќа, бара мезе. А мезето, драги мои, се вика осоговски производи. Оф. Многу добро. Значи, недела, негде предручек, никој нема. Пушташ блуз, ракивче, осоговско овчо, лепче, путарче и ова не смеете да го забравите. Направете го ова, ако не ви се допаѓа, викнете ме да ви ги издадам сите работи. Слушам, пијам, не знам. Ракиче нешто за боцкање, што би се рекло. Сирење бело, осоговско ќе ми оно. Нема пријатели од осоговско, не поддржаја да мезиме и да читаме книги. Ајде. Едното дете доле јаде, другото на друго место јаде. Жена ми горе 39 температура има. Во меѓувреме, додека супа и чај правам, сакам да зборуваме за, односно јас да ви зборувам, не вие што да зборувате, за музика. Еве се наоѓаме во омиленото катче и завари ги текнува дека уствари кога го правевме спратот дека прво библиотеката ја направиме, па после вецето. Една од големите трауми во мојот живот е дека децата мои нема да слушаат добра музика. А имаат прилично многу вака за слушање и книги има, арно, ама има и цедиња. Некаде околу, колку имам? Некаде околу 2000, ако не се лажам. Целото начале се наоѓаат книги од, па не знам од кога берам. Вајде од 8 одделение, негде од прва година, берам книги и ми е една од пасијата ми е вака да трошам пари на книги. Има дел од книгите што воопшто ги нема прочитано. Прво ова. Ова вака се гледа. Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Веројатно еден од најважните албуми што било кога е направен. Неверојатно сигурно. Рок-н-рол библијата на 20 век, првиот концептуален албум, и ако имал среќа, мора да се каже, тој е подоцна снимен, меѓутоа побрзо продуциран и издаден од Pet Sounds на Beach Boys, кој што е пред Sgt. Pepper's снимен, ама многу подоцна го продуцирале и ја има среќата тој да биде првиот концептуален албум. Значи, вака кратко ти представам која литература и каква литература поседувам и од кај се купени. Има многу интересни моменти од кај се купени. Прво овде имаше јазидов да не тропа цело време тука лево десно и да го јади цвеќето. Значи овие книги со Петр Андреевски, не знам али би текнува во некој весник ги даваја. Овде од страна на поезија. Многу читав поезија и дури бев на факултет, дури пишев поезија. Буковски 4 книги поезија, ги имам сите. Јесенин. Сега вака. Вака. Сега. Ќе отворам сега ова. Тука се винилите. Тајно, скришно, топло место, не е влажно. Прв албум што го вадиме. Леле, дечки, знаете ли што е ова? Леле. Chicken Shack, ги знаете Chicken Shack? Еден од најдобрите бели блуз бендови на сите времиња. Бевте на концертот. Jethro Tull, совршенство, без мане на староанглиски или англосаксонски. Павло Неруда, добро. Оваа книга е доста интересна. Не знам што бара тука современи бугарски поети. Француска поезија исто, Блаже Коневски, Game of Thrones, што ми се рекло сите. Ова е од Нови Сад? Од Нови Сад, да. Да, ја купивме Маша и комплетот Game of Thrones. Значи сите книги, еве ги овие книги што ги даваја на факултет ни ги даваја, преведени тие 1000 наслови што беа. Театарот и телото и не знам што. Театар овде што би се рекло, театар, исто драми тука, галежа, драми, едно, друго, трето. Чекај да видиме што има тука. Jethro Tull, повторно лайф. Еден од 5 бенда кои што ми се при срце се Jethro Tull. Heavy Horses, види што е убав. Во најлонче, да не речам фондом е ставен за да се заштити од надворешни влијанија,
и од внатрешни, не само надворешни. Има и глупости, морам да кажам овде. Што ова зашо научарите не ги имам со себе. Убајно. Чекај, нешто многу важно треба да ги извадам. Lurid Life. Еден од големите. О, каков тип сега ќе извадам. Па Здравко Чолич. Ти и ја. Прво, види го колку е убав. Види го коса, каква е средена и чешлена со чешел. Веројатно со чешел, не знам. Види го малку така, фаца Пол Маккартни, малку бейби фейс има. Уште една Здравко Чолич. Риблја чорба, покварена машта и прљаве страсти. Чорба се еден од бендовите кога бев многу малечок, ама истински малечок, 5, 6, 7, 8, 7 одлени. Многу ги слушав. До 7-миот албум, после тоа Витни Хјустон. Ова се плочите, има некој од прилика 200. Најмногу 200. Немам многу винили, морам да признаам. Ево овие најкомерцијални, онакви безвезни книги. За мене се да ги користам на стендапот, онакви клишеја на размислување, анализи. Месечно балат по една книга. Фредерик Бегбед, интересен француски автор. Иначе имам во глобала некои 60%, не 60, 50% се Темпло, или издавачка куќа и Табернакул тек тука, другото е Хаос. Дервишот и смртта, малце на класици, што би се рекло Мишел Уелбек. Еве, пак исто таква шит. Мушкарци со Самарса, жени со Србедери. Има една многу важна работа, сега што треба да ви ја покажам. Тоа е следнава работа. Овој постер го купив од Москва кога бевме на гостување со Хеловер, ако не се лажам, и го носев преку авиони, во авиони и така натака. Мислам, нормално, сите мислеа дека сум будал, и јас и сега мислам дека сум будала што джене му мајко од Москва го носев, ама ова е за мене најважниот тип. Кој од вас е херојот на работничката класа? Еве, ова е книга, например, Бекет. Ајде малце, Све драми. мрачи малце срце Бекет, мој. се што има напишано драми, еве ги. 2500 денари ги купив од сајмот, на факултет дори бев, кнап бев со пари и сите ги дадов. Процес, Кавка, тука хардкор сме. Значи, Збогум Берлин. Топ книжуле ова. Збогум Берлин. Еве уште нешто интересно. Овој бокс цедиња, овака, е Ленон, и вака, видиш што убаво. Море шо кадар направив. Овака се отвора. Опа. И сега види, внатре има еден буклет и 4 цедиња. Еве едно цеденце. Само заради ова е убаво, иако и ова не ме возбудува, морам да кажам, многу кога станува збор за компакт дисковите, затоа што вредноста со плочите, немаат, никогаш не сум се возбудувал, иако имам повеќе цедиња. Меѓутоа, точно така. Види сега. Вака се отвара ова, шклап. На Џон Ленон, човекот за кој што најмногу сум читал, најмногу сум слушал, најмногу сум го слушал, меѓутоа најмногу сум читал за него, токму заради неговиот храбар однос кон светот. Маркетинг менеджмент имам книги за маркетинг, герила маркетинг и така натаму. Овде имам драми, значи од Бугарија одивме прекрасна издавачка куќа и наши пријатели. Не знам али ти текнува за каква треска ме фаќа кога ќе влезам во книжарница за продажба. Не, то страшно, јас кога ќе одиш на турнеи само се молам да немаш многу ке животови. Картицата дома ја оставаш. Некој ќе се плаши да не ги спотроши на не знам таму. Да, кажи, во шо. не знам шо. По стриптизерки, по глупости, јас деме книжарница. Ама добро, са не сум толку цвеќе за Ама мирисење. чекај, може ли би ти муабетот, не сум јас толку... Мислам дека ми функционира ова. Еве, види сега. Дали вие сваќате дека јас на зидот тука го имам нацртано точно Ленон. Ова е од Imagine дуплиот албум. Ова е сликата на Ленон како луѓето го представуваат. Отидов во длабокото. Ево уште една книга. Ова е втората книга на Џон Ленон и His Own Words. Што ми е омилено? Имам омилени многу работи низ животот во различни периоди, различни работи. Нешто ми било омилено од класика, дури бев на факултет, онакви современи драми, исто многу сакам периодов. Најмногу читам современи драми низ Европа од автори што воопшто не се поставувани кај нас, заради тоа што со професијата толку сум заразен со драми, што на неколку дена читам по една, и то пак ќе речам благодарение на тие бугарските
преведувачи, што имаме некаков достап да одиш да купиш некоја збирка на драми од некои нови автори да се запознаеш. Иначе кај нас нема ништо, кај нас се останати така. Тие се врти случаи едни исти драми, едно те исто. Сега, една од важните и убави и вредни книги кои што ги имам јас. Кубрик или Кубрик, не знам, YouTube или YouTube, никогаш не знам. Значи, не можам. Ми фали уште една рака, секогаш сум кажал. Ми фали трета рака сега, а ми фали и трета рака исто кога перам садови, немам рака за цигарата да ја држам. Табла. Значи, многу сум добар во табла, ама многу сум добар. Да, не се смеем, многу сум добар во табла и можам да те искршам кога сакам. Марсу и ке летаат. Современи нови руски драми. Ајде. Овде мисламе ке илузии на Иван Вирипаев. Ете, Горан Стефановски драми, класика, професорот мој, Бог да го прости, Смртта на Дантон, полски, шпански драми, све, тука малку филозофија, да не замарам многу вака со муаветот. Вакви си купувам. Например, исто негде од Америка кај беше, 1900-тите, или 20-те, или 50-те, и сум низ фотографии цело. Комплетна историја на костимите, 2 книги, прекрасни се, не ги отварам се, не ги гибам, има све и свашта внатре, од цела историја на костимите. И ова, исто многу го сакам, ова, дизајн на светло во театар. Мислам, што ќе дизајнираш кај нас, кажи ми, со 3 лампи. Али добро, негде ако си работам представа, ќе имам дизајн, само да цимниш малце какво е. Ајде. Види. Гледај, што се постигнува. Фаќаш? Да. Да нима одблесок некој, види. Супер. Гледај, човече. Овде се од каков тип на рефлектор има до не знам што, ама све и свашта има во Качи ова книгата. горе да се разгледваме, да уживаме малце. Малце да гледаме како може да биде, а? Да. Чекай, види га. Ние овде кај што пише историја на рефлектори, тука ги имаме тие. Ама озбилно. Ова е Слава Полунин. Човекот е од непознатите кловни во Русија. Ова има Снежно е шоу, напишете Снежно е шоу на YouTube, има многу јака представа, да речем шоу. И ова е негова фотосесија. Како тажен кловн, од 80-тите години создава нов правец во кловнијадата, да речем во циркузот. И е многу интересен. Музиката ја пуштам од овој грамофон е прилично стар. Чекайте, тргнам сега ова е богохулие ставање на... Да, богохулие ставање на разни работи врз појачала. Ми се расипа CD плеерот и морам да пуштам музика преку стариот iPhone. Тинг. Оп, ми ја знаете шифрата сега. Без наочари, тикви шарени јас што ке видам кај треба стиснам. Леле, колку сум очарел. А не ќам сакам без наочари да се снимам, затоа што нели трае баба за убајна, зашто јас морам сум наочари све гледам. Инаку прилично ми се убави очите, зелени, да бев женско ќе бев заљубен во очите сигурно. Да проверам дали е ова, не е тоа. На тепка пуштаме, живи све. Добро, неважно, нема сега да ви пуштам музика нормално. А оние горе, ги гледате? Оние горе се DVD-а, од 150 на 200. Веќе не ги користам, ама не ми дава душата да ги фрлам. Овде се двете гитари, едната моја стара и едната на децата. Овие од Жорди Гласеран многу ги сакам. 9 драми на Жорди Гласеран од Барселона е, полска современа драма, преако нешто. Ова е Лукас Берфус, многу интересен автор. Питер Турини, оваа книга ја влечкав исто од Петер Урганче. Знам. Значи прво тежи, имаме две книги, значи нема да отворам се, само кратко. Паѓање на сцена, цела книга. Ајде. Бугарска, исто кој ми ја даде. Во смисла, паѓање од маса, паѓање по скали, идеме како точно да се префрлиш да напреш. Ајде, нема споделено за ова. Не, ја многу е јака. Ја немам отворено. Мислам, ја имам издистано вака, не сум ја за паѓање, значи не можам онака. И ова. Ова се мали пастерчиња. Кој е најголемиот од сите нас, мислам на глумци? Господинот Чарли Чаплин. Кои се најголемите бендови на светот? Ова е Битлси и сите нивни албуми. И уште еден. Лед Цепелин, другарчиња, Лед Цепелин. Достоевски имаме да со крш вакви, имаме од тебе во Чезошти, што ни ги пуштија. Чехов, стандардно.
Грчки митови, многу интересна работа, човече. Шекспир сите. Знаеш кого читам многу интересен ми е? Ник Хорнби. Исто има многу сценарија за филм. 7 трами од Сем Шепард. Славој Жижек исто тука еден куп пари дал, во Загреб бевме. Еве исто најдов Библија од 1800 и не знам која година. 1912 година. Старо книџуле. Се што има направено од Дани Харамс. Ете го, од 0 до 1 и од 1 до 0. Ова е Џон, нормално. И ова горе, не знам дали го погодив, вика вака. Војната е готова ако сакаш. Merry Christmas for John and Yoko. Добро, другари мои, сето тоа, значи сето ова, се наоѓа позади трамболината. Приодот кон мојата музика е прилично стеснет, но решив ова лето да ја симнам доле во двор трамболината. Доста е. Enough is enough. Ви благодарам на вниманието, ќе се видиме во следната епизода на Жолтко и Лутко.